изгледа со информација дека собрала 45.000 потписи до сега. Потписите се собираат на различни места, по трговски центри, по пазарчиња и така натаму. Дел од правните експерти се изјаснија дека овие потписи се без правна основа. Што мислите вие? Дали се овие потписи со правна основа или без правна основа, бидејќи не знам како се собираат, дали ги има матичните броеви или тоа се само обични потписи на сите овие места собрани потписи? Поздрав до гледачите на вашата емисија. Покрај тоа што сум пратеник на СДСМ, јас сум од Кавадарци. Прашањето ваше е во врска со предлагачката надлежност на 10.000 граѓани да предлагат донесување или поништување на закон. И тоа е регулирано со закон да истите после исполнување на иницијативниот услов на 100 подписници, граѓани, да се преку собранието отворе постапка на собирање на потписи пред надлежен орган на Министерството за правда во соодветни простории на истите и согласно званичните спискови на бирачи. Ова што се прави од страна на опозицијата е фактички не во согласно со законот. Истото има најверојатно за цел, покрај познатата причина за од која што се одби нивната иницијатива од страна на председателот на собранието, има за цел да се изразе граѓанскиот револт на дел од бирачите по однос на тоа што се ставови на ВМРО ДПМН како опозиција по донесениот закон и престојното одржување на пописот. Јасно е дека тоа не е законски собирање, ќе биде еден индикатор како податоци за тоа колкава бројка на граѓани ете во организација на оваа партија како опозиција се изјаснува дека се против одржувањето на пописот. Пописот започнува за една недела. Власта вели дека ќе биде успешен. Значи, прво се попишуваат припадниците на АРМ, нивните семејства, ДКП-ата, па нивните семејства, но се попишуваат и сите оние граѓани кои на некој начин, нели ВМРО ДПМН собира потписи, се попишуваат сите оние граѓани кои живеат надвор од нашата држава. Од 1 марта до 21 април веб страницата ќе биде отворена исто така за една недела, значи ќе можат и тие да се попишат, да почне попишувањето. Зошто пописот треба да се спроведе? Па попишувањето и дали нема да биде фалсификат како што попишувањето на граѓаните кои што не живеат во републиката, а не го имат откажано своето живеалиште, е познат и отпорано проблем, кој што, например, во оваа статистичка операција на пописот би требало да се на некој начин регистрира дека имаме толков број на граѓани кои што не го имат откажано своето живеалиште, се државјани на Република Македонија, односно Република Северна Македонија, и истите како такви треба да бидат евидентирани во еден попис кој што по долги години се одржува во нашата држава, и тоа фактички ќе значи една многу битна статистичка евиденција на понатамошната насока на развој на нашата држава, ќе биде многу битно за креирањето на политиките во државата, на планирање на економскиот раст на државата во делот на регионалниот развој и многу други погодности кои што се евидентни за тоа дека е неопходно да се одрже попис. Јас лично мислам дека пописот ќе се одрже. Законот е уреден со сите стандарди кои што се од
европско ниво, но исто така многу е битно што нема бојазност за некои злоупотреби, за незаконски евидентирање, затоа што покрај физичките активности на попишување имаме и систем на информации од постојните извори на податоци, како што се од пензискиот фонд, како што се од фондот за вработување, од делот на регистрирањето на овие матични евиденции што ги има во МВР и така натаму. Така да тоа унакрсно споредување и усогласување на податоците заедно со физичкото произнесување на граѓаните фактички е една гаранција дека не може да има никакви незаконитости или злоупотреби. Денеска во собранието овде има две комисии, но поинтересна е оваа за политички систем, комисија за политички систем. На неа има неколку извештаи. Еве јас ќе прочитам годишен извештај за работата на јавните обвинители, на Советот на јавните обвинители, на Државната комисија за спречување на корупција, на Дирекција за заштита на личните податоци. И се што ми е прашањето. Нели сите овие се извештаи за нивната работа, што сработила. Заедничко во сите овие извештаи е дека бараат нови вработувања. Но исто така сите овие институции се под некако под критика на Европската унија дека не си работат работата, посебно Советот, односно судството, кое постојано имаме критики во извештајот на Европската унија за напредокот на Македонија и потребно е за реформи, нели, како што ни укажуваат, треба да се реформираат. Прашањето ми е дали доколку им се даде повеќе вработени ќе бидат поуспешни во својата работа. Прашањето ви е многу битно, затоа што инаку јас сум член на Комисија за политички систем. Имаме една состојба во која што иако гледаме извештај од 2019 година на овие пред се правосудни органи и други институции, генерално барањето е повеќе финансиски средства за вработување и за решавање на просторни услови и за овие што се информатички технологии. Зошто реков битно ви е прашањето? Прашањето е битно затоа што имаме една состојба која што како пратеници треба да ни биде една високо рангирана заложба, а тоа е дека буџетот за правосудните институции кој што е регулиран со 0,8% од бруто домашниот производ, од неговата реализација имаме остварување кој што во многу помал, не во многу помал, него во помал износ се реализира за сите овие правосудни институции, и за судовите, и за обвинителството и така натаму, што е една состојба која што е последица на самата реализација и на буџетските средства. Господине Минов, сака да прашам, за судовите се судови и ќе го решат, се надевам, нивниот проблем. Но што е со законот за лобирање? Ова не е и последно прашање. Законот за лобирање е нов закон. Постојниот закон се менјава со нов закон и законот за лобирање прво го дефинира... Кој се треба да биде, кој се може да биде лобист? Може да биде лобист физичко и правно лице, кој што ги исполнува законските услови. Еден од амандманите е дека треба да се прецизира во контекст на вашето прашање, бидејќи стои дека е само да има одредена возраст и деловно способен, значи треба да се тоа прецизира по однос на поконкретни услови, но многу битно е дека лобирањето како дефинирање на активности каде што се влијае од страна на физички лица или представници на одредени засегнати групи или на регистрирани правни лица за лобирање,
се како цел да се влијае на подготвувањето, на донесувањето и на спроведувањето на законите и други акти, на политиките, програми што ги носи собранието, бидејќи се однесува и за владата и за локална самоуправа самиот закон, да не се дозволе во однос на лобирањето, она што значи званична постапка на подготовка и донесување на законот од страна на лобисти кои што делуваат нејавно, без јавно искажување на тој став, надвор од постапката што е објавена или е во процедура, да влијаат на делот на донесувањето на законот не во јавен интерес или не во општи интерес за кој што е целта на донесување на истиот. И Греко има некои своји препораки, но толку ни дозволува времето. Сега ќе се одјавам за препораките на Греко во друга прилика. Ви благодарам на разговор. Студиова беше пратеникот Панчо Минов. Имаме многу теми за разговор, но времето, како што пред малку реков, не дозволува. Во друга прилика. Така е, Весна, ти благодарам за твојот разговор, како што кажа и ти, време никогаш доста, таков ни е форматот, се обидуваме да бидеме кратки и јасни. Благодарност за тебе и до твојот соговорник, следен собраниски брифинг утре во истото време. Благодарам уште еднаш.